Добар ден и добро дојдовте, пријатели, во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори. Моето име, како и секогаш, е Јосиф Дамјанов. Она што тука правиме е одговарање и пронаоѓање на вистината за вашите прашања, дилеми и митови поврзани со теми за здрав и активен живот. Доколку сакате да одговарам на некои од вашите прашања, слободно тоа може да го направите користејќи ги моите лични профили на социјални мрежи Коуч Јосиф, користејќи го хаштагот AskJosif, доколку сакате тоа да биде и појавно, а секако тука си телефонските броеви на телевизија Телма и социјалните профили на социјалните мрежи и профилите на Утринска на Телма, така да има на многу начини како тоа да го направите, а секако се разбира дека јас ќе дадам се од себе за да ви доближам и да ви дадам што поголема вредност и подобар одговор. Стојчевска Елена која што прашува зошто пекарите и пецивата се повеќе озогласени. Елена, озогласени се затоа што генерално кај луѓето постои мислење дека тоа ги дебелее, но исто како што не постои продукт за дебелење, за слабење, не постои ниту продукт и начин како да се здебелиш. Во принцип, она што е проблемот со пекарите и пецивата е тоа што луѓето кога ќе прегладнат најчесто посегнуваат по нешто што е многу калорично и изобилува со шеќер, а голем дел од производите кои што ги имаме во пекарите, односно белите пецива, за разлика да речеме од интегралните, се во изобилство на прости шеќери кои што брзо се метаболизираат. Не се само озогласени, значи пекарите и пецивата, 6 работи и 6 пороци ние луѓето ги посегнуваме кога имаме падови на шеќерот, а тоа се пецива, тоа се сокови, енергетски пијалоци, благо грицки и кафе. И во зависност од тоа каков вкус ти имаш и каков карактер на човек си и што во моментот денот ти дозволува, посегнуваш секогаш кога ќе ти падне нивото на шеќерот во крвта. Многу често луѓето како прв оброк во денот, кога можеби нема да поедуваат и после 3 до 4 часа ќе им падне шеќерот, посегнуваат по пециво, но не се криви ниту пецивата, ниту пекарите, туку криви се самите луѓе кои што дозволуваат да има падови на шеќер, затоа што тебе кога ќе ти се стресе снага и кога ќе падне шеќер, нема да помислуваш на тоа, леле, чекај да си купам интегрален ориз и брокула. Нормално е дека ќе посегнеш по некаква глупост. Така да не би рекол јас дека се озогласени или дека се штетни, да, не би требало секојдневно да ги имате, но од време на време, ја еднаш до 2 пати неделно сигурно еден оброк ми е дали е пица, дали е пециво, дали е нешто што не знам. И едноставно можеби се врстува во нездрава храна, но во секој случај од 365 дена 65 тако се можеби не баш здрави, нема да направи никаков проблем.